Благодарам, председавач. Ова е еклатантен пример како ќе иде амандманската расправа во наредниот период и дека власта апсолутно нема никаков слух да им помогне на цел еден сектор и на сите граѓани во Република Македонија кои што заради неспособноста на власта и така концепираниот буџет кој што ќе овозможи само тендери и крадење, цели едни сектори ќе бидат погодени со ова кое што се случува. Внимателно го слушав вашето образложение и не е вистина дека ниту во светот, ниту во Европа и ниту во регионот никој не превзема ништо. Напротив, можеме да видиме дека многу економии кои што се водечки во светот превземаат и текако активности. Можевме да видиме едно здружено функционирање на САД, на Кина, на Јапонија, на Индија, каде што без исклучок сите ослободија големи количества на федерални резерви на нафтени деривати и горива со цел да ја намалат инфлацијата и потребата која што се случува за овие деривати и за овие горива. Понатаму Република Хрватска ги замрзна цените за нафтените деривати. Исто така Република Унгарија ги намали цените на нафтените деривати во рок од 3 месеци, со тоа што такви сериозни држави во кои што не е замисливо да се случуваат работи како кај нас, покрај тоа што ги замрзнуваат цените, исклучиво паралелно на тоа велат дека тие што нема да ги почитуваат ќе завршат со затварање. Цената на превозот ја детерминира во износ од 40 до 60% цената на горивото. Ако не ја намалиме акцизава, како што ние предлагаме од 3 денари, и ако ја воведевте таа фамозна такса која што се каравме кога го носевме ребалансот на буџетот од 3,5 денари, овој пат ќе ги донесеме целиот сектор пред банкрот. Затоа што стабилизацијата на цената на горивата се случува преку два начина. Или преку намалување на процентот на ДДВ-то, или преку намалувањето на цената на акцизите. Ниту едно, ниту друго вие правите. Еве ќе ви кажам една пластична пресметка. Ако не го направиме ова во овој момент, автобускиот превоз ќе поскапи за најмалку 20%. Такси превозот во Скопје се размислува дали да поскапи, ама веќе многу такси компании го имаат укинато оној попуст кој што е во договор со градот. Сега ќе ви објаснам и зашто. Во просек една дестинација да земеме во Република Македонија дека е 200 км. Патувате на кај Охрид, Струг или на било кој град. 200 км дестинација вас ви троши во возилото 120 литри гориво. 120 литри гориво на слободниот пазар по овие цени кои што се денеска и ако не намалиме акцизата, чинат 9600 денари. Во просек, во овој момент, и ова податоци не се измислени, ги имаат кажано превозници, ќе ви ги кажам кој. Се возат од 13 до 15 патници во еден автобус. Просечна цена на билетот во овој момент е 750 денари. Тоа значи дека горивото чини 9600 денари, а превозниците прибираат 9750 денари од билети. Каде е тука платата на шоферот? Каде е тука влез и излез на автобуски станици? Каде е тука патарина? Каде е тука амортизација? Минимум на луѓето им се потребни 25 патници за да дојдат на позитивна нула со овие цени. Понатаму еве ќе се повикам на претседателката на Макам Транс, Билјана Муратовска, која што исклучиво бара од владата ова што ние го бараме од вас да биде исполнето. Ја навистина не разбирам кого вие слушате кога ги правите овие пресметки. Еве да земеме, сега ќе ви кажам вашата политика што ја чини оваа држава. Тука имам еден графикон каде што се гледа продажбата на нафтени деривати на домашен пазар во период од 2018 до 2020 година. И како што можете да го видите, ќе го оставам после да го видите, континуирано се намалува продажбата на нафтени деривати. Ама не е тоа заради тоа што луѓето се префрлуваат на обновливи извори на енергија или на штедливо гориво. Тоа е заради тоа што овие компании ги затвараат своите, би кажал, флоти на тешки возила, затоа што превозниците со теретен сообраќај затвараат, затоа што овие кои што имаат автобуси ги гаражираат своите возила затоа што не може да издржат цената на нафтата. Ниту се замрзнува, ниту се намалува акциза, а како тие луѓе ќе се снајдат сега да продолжат да ги плаќаат овие цени? Дали некој во оваа држава размислува како тие луѓе ќе излезат на крај со ова што се случува? Понатаму ако видиме дека економијата ни е во страшен пат, дека не очекува нов ценовен шок од електричната енергија, како овие луѓе ќе издржат до крај? Овие се компании кои што вработуваат луѓе. Само од периодот кога вие сте на власт, од 2017 година до сега, секое семејство е оптоварено
со нови 20.160 денари на годишно ниво, затоа што вие ја поскапувате цената на горивата како ќе ви текне. Тогаш, нели рековме, еве антикризна мерка, ќе дадеме 3 денари по литар гориво за да прибереме повеќе пари. Ајде сега да идеме во обратен правец, да направиме антикризна мерка и овие 3 денари кои што треба да влезат во буџетот од акцизата да ги намалим. Сериозни компании се тие кои што се членови на овие здруженија и на вистина сметам дека ако вака продолжите да не ги прифаќате амандманите на опозицијата, кои што без исклучок, јас кога излегувам да ги образложувам амандманите, ќе кажувам од кое здружение ние се повикуваме. Да не стане некој тука и да каже, вие од опозицијата што направивте. Па еве се повикувам на изјава на Маријанчо Николов од 2012 година, каде што тогаш вели, мора таа влада во тој момент да ги намали цените на акцизите, затоа што цените на горивата се повисоки. А знаете дека тогаш беше цената на горивата пониска од сега, акцизата беше пониска од сега што државата ја прибавува во однос на литар гориво. А сега сите ќутат. Не знам ја како ќе им помогнеме ние на УГВ, станав се повикав. Макам Транс бара од владата да се замрзне цената на горивото, да се намали процентот на ДДВ кој што се наплаќа или да се намалат цените на акцизиве кои што вие ги наплаќате. И вие тука излегувате, велите, не, ние ќе ги следиме светските трендови. Кои светски трендови бе луѓе? Пола држави ги замрзнуваат цените на горивото, пола цени ослободуваат федерални резерви, ние што правиме? Ние имаме на ниво на Република Македонија регистрирани 487.207 возила. Дали биле трактори, товарни, автобуси или автомобили, толку има корисници кои што ставаат гориво. Дали можете да направите пресметка колку ќе значи олеснување на буџетот на овие луѓе ако го прифатевте овој амандман? Еве сега во текот на дискусијава ќе ги видиме и другите амандмани, затоа што вашите вице-премиери за економски прашања вака така велат дека имало предвидени средства во буџетот за олеснување на животот на граѓаните. Јас кажав вчера дека тоа е лага. Дека нема ниту едно евро предвидено за тие работи, а вака како што сте тргнале, нека им е Господ на помош на граѓаните на Република Македонија. Благодарам.